Добро утро на сите и уште еднаш да го честитам великденскиот празник и на вас сите и нормално на Охриѓани. Како охриѓанец навистина сум горд што можам да кажам дека успеавме овие две многу значајни германски инвестиции да ги донесеме во Македонија. Првата компанија ODW Electric, како што знаете, пред 10 дена официјално објави дека донесе одлука да инвестира во Охрид со вработување од вкупно 1000 луѓе. Таа компанија е директен добавувач на американската компанија Key Safety Systems, која ќе започне со градба на фабрика за воздушни перничиња во Кичево, што значи дека веќе започнува целиот тој ланец на компанија и нивни добавувачи да доаѓаат во Македонија. За ODW Electric важно е што тие ќе се тука следниот пат во средината на мај и во средината на мај веќе ќе ги започнат сите активности околу потпишување на договорот со постоечкиот објект во кој ќе започнат со работа, значи постоечки браунфилд објект каде што до крајот на оваа година ќе се вработени 100 луѓе, а потоа ќе започнат со градба на својот објект во слободната економска зона. Слободната економска зона во Охридско-Струшкиот регион е директно лоцирана од западната страна на аеродромот, веднаш до патот помеѓу Охрид и Струга, и она што е важно е дека можам да најавам денес дека некаде во рамките на месец август ќе се започне со градба на оваа зона и многу слично како она што беше случајот со слободната економска зона во Штип. Значи се започнува со градба на зоната и паралелно релативно краток временски период после тоа ќе започне со градба и на објектот на компанијата, што значи дека некаде до средината на идната година треба зоната да биде функционална и опремена на начин да може да започне со работа и првата инвестиција која се планира во овој регион. И таа зона нормално дава големи можности за други компании да го лоцираат своето производство во овој регион, бидејќи она што беше пресудно за ODW Electric, освен анализата на целата земја, нормално гледаа неколку локации низ Македонија, но минатата недела имавме средба со Агенцијата за вработување овде во Охрид, каде што беа донесени 20 луѓе кои се на листата невработени. Пола од нив можеа да комуницираат на англиски. Тука беа луѓе кои поранешно работеле во ЕМО, во Застава, во Лихнида, во Братство, во Отекс, и индустријската традиција, квалитетот на знаењата од гледна точка на квалитетна работна сила беше пресудно за компанијата да се одлучи за Охрид, но истовремено да се одлучи за Македонија. Втората компанија која беше најавена, се уште не можам да го соопштам името на компанијата, германска компанија од автомобилска индустрија која планира да вработи околу 800 луѓе. Тие беа тука во Охрид на терен оваа недела. Планираат повторна посета во периодот од следните околу месец и половина. Ги разгледувавме и потенцијалите за нова гринфилд инвестиција во слободната економска зона, како и дел од постоечките објекти. Значи тие поминаа 48 часа во Охрид, каде што директно ги гледаа сите можности со релативно голем тим, каде што целиот тој процес на планирање и начинот на кој таа нивна инвестиција ќе се реализира беше разговарано. Нормално после празниците ќе сме во контакт со нив да дадеме дополнителни информации. Истовремено го посетија и Универзитетот за информатичка технологија, како и ЕМУЦ, значи електромашинскиот училичен центар, за да видат како вид на кадри се креираат со техничко образование, но истовремено и кои се можностите за соработка со локалниот универзитет. Така да самите тие 1800 луѓе, кои нормално ќе треба еден временски период, не може да се очекува дека сето тоа ќе се реализира само за 9 месеци, но значи дека во релативно блиска иднина голем број на луѓе во Охрид ќе бидат вработени во мултинационални компании кои се навистина водечки во својот сектор, но истовремено тоа значи дека ќе имаме многу поголеми можности да привлегуваме и други компании кои се или нивни добавувачи, или бидејќи реномето на вакви компании се одлучило за Охрид, нормално тоа значи дека целиот Охридско-Струшки регион со популација од околу 120.000 жители има голем потенцијал да биде еден од лидерите во привлекување на инвестиции во Македонија. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитаја целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.